Поздравив, а со Обама си намигнавме. Се пофали Иванов во интервјуто за Гласот на Америка. За политичката ситуација во Македонија, гледана од перспективата на Вашингтон, разговараме со уредникот на македонски јазик во Гласот на Америка, Ведран Андоновски. Ведран, најпрвен, што беше пораката на претседателот? Во интервјуто за нашата редакција Иванов го лоцира парламентот како местото каде што треба да се решаваат политичките разлики. Како што веќе известија медиумите, најави средба со претседателот на Собранието и лидерите на политичките партии. Коментира, бојкотите како излегувањето на опозицијата од Собранието на крај секогаш се решавале на маса. Секоја партија сама си ги носи одвуките и сама си сноси одговорност за своите постапки. Меѓутоа, добро е да се разговара, добро е да се води диалог и да се најде решение за проблемите кои биле причина за таква постапка. Тања? Ведран, што вели американската влада за ситуација? Во Вашингтон дознаваме дека американската влада не само што е загрижена за политиката, недостатокот на политичкиот диалог, притисокот врз независните медиуми, печатокот за селективни инспекции и кривични гонења, состојбата во судството, туку и за целиот пат напред на Македонија кон евроатлантската интеграција. Вашингтон смета дека веќе изминале неколку години од како имало јасна насока на лидерство и сака да дознае од владата, од премиерот Груевски, која е нивната стратегија. Во тој контекст работи на закажување на средба на македонскиот премиер во Вашингтон за уште еднаш да ја пренесе американската загриженост, но и да слушне од Груевски какви се неговите планови за мирнија. Американската влада, како пријател и поддржувач на Македонија, смета дека самите луѓе во земјата заслужуваат лидерство од 21. век во ова време на големи промени во светот. За проблемот со името, представник на Стейт департаментот во Вашингтон подвекува дека САД од секогаш сметале дека е можно решение кога Македонија и Грција би се фокусирале на прашањето, а не би го правиле потешко отколку што е. За Вашингтон ова не е прашање на идентитет. Се работи за прашање што е административно по природа и може да се реши ако двете страни работат на тоа, вели представникот на американската влада. Тања? Ведран, ти благодариме. Тоа беше Ведран Андоновски од Гласот на Америка за реакциите на Вашингтон за политичката криза во Македонија.